Добро вечер. И во оваа емисија Кот истражува што се недостасува во случајот Мазут. Но го споредивме овој случај од обвинителството каде што истрагата е прекината со други случаи на јавни набавки во ЕСМ, особено во РЕК Битола, кои сега, заради неспроведени јавни набавки според законот, се на суд. Она што е најважно, истражуваме има ли екоцид во мазутот што го донесе РКМ до ТЕЦ Неготино. Затоа останете со нас. Откако обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција донесе одлука дека нема случај во јавната набавка и испораката на мазут од РКМ за ЕСМ, односно ТЕЦ Неготино, за време на енергетската криза, ЕСМ упати приговор на ваквата одлука. Според сознанија на Кот, ЕСМ го смета образложението кое го напишала обвинителката Коларевич за оскудно, нецелосно и со неиспитана фактичка состојба. Особено со големи забелешките на вештиот наод, кои го сметаат за паушален, нецелосен, не се вештачени количините на мазут кои ги донел РКМ до термоцентралата, а ниту пак е обсервирана документацијата која таа фирма ја поднела. Кот го спореди овој случај со уште еден сличен, кој се најде во истиот ревизорски извештај, поднесен 2024 година во Скопското обвинителство. Обсервирани се јавните набавки во РЕК Битола, ТЕЦ Неготино, односно во истата фирма ЕСМ. И во едниот, и во другиот случај, ЕСМ не пријавува штета, но за разлика од обвинителката Коларевич, незината колешка, обвинителка од Битола, по пријава од Управата за финансиска полиција и по спроведена предистражна постапка, поднела обвинение против 10 лица, за кои смета дека спротивно на Законот за јавни набавки во име на РЕК Битола ја отфрлиле како неприфатлива понудата на Гранит Скопје за ископ на јаловина, иако била со најниска цена, а ја прифатила таа на фирмата Рудкоп со повисока цена. Му се суди сега на екс-директорот на РЕК Песе Матески и на уште 6 мина. Останете со Кот, за да ги видите деталите од приговорот на ЕСМ кон обвинителството, но и споредбата на двата случаи. Сето ова претходеше на поднесувањето на кривичната пријава од страна на МВР во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Обвинителството го затвори предметот, сметајќи дека нема штета за ЕСМ, нема перење пари и нема докази против Јаховски, Капушевски, Ковачевски за злоупотреба на увоз на мазут. Но ова ЕСМ поднесе приговор во кој тврди дека јавната обвинителка Катерина Коларевич постапила паушално, површно и си создала алиби со исказите на вештаците, без да навлезе во фактите и побара од јавното обвинителство да поведе постапка за вршење надзор над работата и постапувањето по предметот за набавката на мазут во ТЕЦ Неготино на јавната обвинителка во ОЈО-ГОК Катерина Коларевич. Начинот, површноста и паушалноста при постапувањето и обезбедувањето на доказите и правно релевантните факти, како и медиумската помпезност во одбрана на јавно-обвинителската одлука во овој случај на конкретниот јавен обвинител од ОЈО-ГОК остава простор да се испита дали јавниот обвинител професионално и активно учествувал во сите фази на постапката, како и дали при конкретното постапување се повредени угледот и етичноста достојни за функцијата јавен обвинител. Состојбата не е утврдена паушално или врз основа на поединечни изјави, одговорија од ОЈО-ГОК веднаш по првичните критики кон обвинителката Коларевич. ЕСМ во текот на неделата поднесе приговор до висшето обвинителство против запирањето на истражната постапка за предметот за набавка на мазут. Нивниот приговор се темели на, според компанијата, суштествена повреда на одредбите на кривичната постапка и погрешно утврдената фактичка состојба. Јавно-обвинителската одлука е нејасна и противречна на самата себе.
Во неа не се наведени причините за решавачките факти и доказите од каде произлегува основот за нејзиното донесување. Истата е поднесена со низа пропусти за дејствување кои се во надлежност на ОЈО-ГОК, со погрешна интерпретација на доказите, со погрешна и нецелосна интерпретација на исказите на сведоците, представниците и другите сослушани лица, како и грубо кршење на правата и овластувањата на оштетениот како странка во постапката. Според ЕСМ, со појавата во медиумите, обвинителството барало алиби, а образложението кое КОТ го објави во минатата емисија го сметаат за оскудно, нецелосно, со неиспитана фактичка состојба и барање алиби во нецелосно и нестришно вештачење. Изјавите на сведоците кои ги пратило ЕСМ да сведочат сметаат дека се извадени од контекст. Токму изјавите на двајцата сведоци од ЕСМ, обвинителката Коларевиќ ги сметаше за клучни, бидејќи тие изјавиле дека нема штета. Во поглед на динамиката на испорачување на мазутот за потребите на ТЕЦ Неготино, се било навремено доставено. Капа им симнувам на фирмата која ја вршела доставата на мазутот, бидејќи благодарение на работата на ТЕЦ Неготино, во тој период нема ниту еден ден рестрикција на електрична енергија за домакинствата. За конкретните договори никогаш не фалело мазут и се било идеално, при што добавувачот во услови кога не можел мазутот да го добавува од Солунското пристаниште, истиот обезбедил услови мазутот да биде донесен од Атина. На прашањето до ЕСМ зошто и нивните вработени дали такви одговори, тие наведуваат дека лицата не биле ниту овластени, ниту повикани во својство на представници кои треба да се произнесат за имотно правното барање на оштетеното АД ЕСМ. Коларевиќ на брифингот и јавно кажа дека лицата се овластени од ЕСМ да дадат изјави, бидејќи раководството на АД ЕСМ определило кои лица ќе го представуваат пред обвинителството. ЕСМ наведува дека со лицата сведоци на компанијата е направена манипулација и дека е дозволено од страна на обвинителката и адвокатите на одбраната и останатите да им поставуваат прашања, а дека самата кривична пријава не се однесува на овие прашања, туку се однесува на изигрување на постапката за јавен повик, со што е овозможена противправна имотна корист за РКМ, на начин што е привилегиран. Истите немале овластување во врска со имотно-правното барање, што е очигледно од текстот на овластувањето дадено од генералниот директор на АД ЕСМ, кои се овластени да дадат технички појаснувања во врска со постапката за јавниот повик и во врска со техничките аспекти поврзани со производството на електрична енергија од мазутот. Но никаде не е наведено дека се овластени да се произнесат во врска со имотно-правното барање на оштетениот. Ваквата манипулација ја овозможи самиот јавен обвинител, кој најпрво не смел да дозволи такво прашање на неовластени лица за истото од страна на одбраната, а исто така морал да повика овластено лице од оштетениот со овластување да се произнесе во врска со имотно-правното барање и штетата. Најголемо внимание ЕСМ дава на начинот на кој е вршено вештачењето, за трите јавни повици што ги имало ЕСМ и што се доделени на РКМ, но и на количините, начинот и испораката на мазутот до термоцентралата. Истрагата траела 14 месеци. Вештаците материјалот го добиле на почетокот на јануари годинава, а вештачењето го завршиле во март. Според сознанијата на КОТ, во пакетот за вештачење имало многу работи кои завршувале на бројот 5. 55 комплет кутии од документација кои се подигнати од МВР, 5 регистратори со материјали од ОЈО-ГОК, 5 пакети царински увозни декларации, што според ЕСМ е кусо време да се проучат сите овие материјали и да се изготви вештачење. Сведоците се повикуваат во март. Вештиот наод е паушален, произволен, нецелосен, без детална анализа за превземените дејствија и не е побарано целосно вештачење, велат од ЕСМ. Ваквите оценки на компанијата се врз основа на два клучни елементи. Дали РКМ поднеле вистинска документација и точни податоци за неговите техничко-логистички можности за испораката на количините на мазут, оти ако дал погрешни податоци, ги исклучил за учество во набавките и другите носители на лиценци со трговија за мазут. Компанијата е толерирана од осумничените лица и за непочитување на суштествените елементи од договорот, точно утврдена количина и точно утврден период.
ЕСМ прашува дали тоа е проверувано од осумничените и дали превзела дејства за проверка на декларираните технички и логистички можности на РКМ. Според ЕСМ, тоа е клучно за да се утврди постоење на елементи за кривично дело злоупотреба на јавен повик. Злоупотребите на јавниот повик своевремено во 2024 ги анализираше и Државниот завод за ревизија. Еден од анализираните јавни повици е овој за мазутот, бидејќи се разгледувани неколку такви на ЕСМ. ТЕЦ и РЕК. Ревизорите тогаш дадоа неповолен заклучок како се извршени јавните набавки во АД ЕСМ. Според сознанијата на КОД, ЕСМ во прво време ја одбивало в ревизијата, бидејќи велеле дека тоа е јавен повик, а не јавна набавка, но подоцна се сложиле да ги пуштат ревизорите во контрола. Во тендерската документација за јавните повици е предвидено субјектот кој ќе го добие договорот во секое време да има залихи во минимум 300 тони во рок на важноста на договорот. Со избраниот понудувач склучени се договори за набавка на вкупно 26.863 тони мазут во вкупна вредност од 982 милиони денари без ДДВ. Од дописите помеѓу договорните страни констатиравме дека во текот на реализација на двата договора имало проблеми во закаснување и непочитување на динамиката на испорака. И покрај забавената динамика и послабиот квалитет на договорот склучен по јавниот повик од 2021 година, на ден 3 декември 2021 година склучен е анекс на договорот со кој се предвидува зголемување на количините мазут за 1690 тони и вредноста на договорот за 60,3 милиони денари без ДДВ. Во овој ревизорски извештај нотирана е набавката и на 38.000 тони мазут, кога имало една поднесена понуда во која понудувачот го навел производителот на мазут и земјата на потегло. Ревизорите дали цел список препораки до тогашното раководство на ЕСМ да превземат мерки и активности. Предметот за набавка без оглед дали е оформен во еден или повеќе делови, да биде утврден на начин кој ќе овозможи конкуренција помеѓу економските оператори. Во одлуката за јавна набавка, комисијата да брои непарен број на членови и нејзините надлежности да бидат согласно законски утврдените. Во постапката со преговарање без објавување на оглас, доколку дојде до промени во условите и барањата утврдени во тендерската документација, истата да се достави до сите економски оператори, докој била доставена поканата за преговори. Во тендерската документација барањата и условите за економскиот оператор да се директно поврзани и сразмерни со предметот на јавната набавка. Комисијата за јавна набавка, еволуцијата на понудите да ја врши согласно условите утврдени во тендерската документација. Склучените договори за измени и дополнување на основниот договор јавно да се објават. Овој ревизорски извештај е предаден во Скопското обвинителство. Оттаму случаите се распределуваат според местната надлежност. КОД ги анализираше и другите јавни повици во овој извештај и најде сличност со ревизијата за ископот на јаглен од страна на Рудкоп за РЕК Битола. На јавниот повик учествувала и фирмата Гранит, која дала помала цена, но бидејќи условите во тендерот се менувале во од без знаење на другите понудувачи, избрана е Рудкоп, иако имале повисока цена. Во февруари, финансиската полиција покрена кривична пријава против поранешниот директор на РЕК Битола, Пеце Матевски, со соработниците во комбинатот и со помош од вработени во Бирото за јавни набавки, дека успеале да наместат тендер за ископ, со кој фирмата Рудкоп до ЕЛ Битола се стекнала со противправна имотна корист од речиси 3 милиони евра, со што бил оштетен и државниот буџет. Битолското обвинителство го прифатило овој предмет, кој исто како и во случајот со ЕСМ, самата ЕСМ нема оштетно побарување. Поднесена е пријава против директорот и уште 6 лица, а обвинителката од Битола го покренала обвинението и судењата за ваквата јавна набавка е во тек. Колку мазут е фактички испорачано во ТЕЦ Неготино засега нема директен и јасен одговор, освен од обвинителката Коларевиќ дека според вештачењето речиси се стасало до печките на ТЕЦ. Но ова ЕСМ во приговорот забележува дека МВР дава во кривичната пријава точна анализа на динамиката на испорака и очигледно е дека РКМ не ја почитувало. Ни дневно, ни во вкупни количини.
а со анекс е зголемена финансиската рамка на договорот и дека вештите лица не направиле детална анализа како онаа на МВР, каде се забележува дека испораките во деновите, кога цената на мазутот формирана од РКЕ била повисока, испораките биле поголеми, туку дале само генерална формулација, дека наводно немало отстапување во динамиката, иако е очигледно дека такво отстапување имало. ЕСМ смета дека обвинителката требала да побара дополнително вештачење. Забелешките се за вториот тендер кој го доби РКМ, за кој иако според МВР немало банкарска гаранција која важи, ЕСМ направило анекс на договор за дополнителни количини на испорака на мазут. Таму се наведени 40 до 60 цистерни дневно, што за другите компании било неможно, а тоа го сведочија и во изјавите пред обвинителството. Наместо јавниот обвинител да ги води вештите лица со наредба и барање што треба да се испита, вака произлегува дека вештите лица му пласирале на јавниот обвинител дали има штета или противправна имотна корист. Повторно не се барани податоци за точноста на документите, техничките и логистичките можности да се испорачува количината, наместо вештите лица да направат увид во материјалното и финансиското сметководство кај осомниченото и оштетеното правно лице, па да дадат детална анализа, вештите лица, сметајќи дека се над законот и фактите, сите овие факти ги премолчале по вештиот налот и мислење, создавајќи на тој начин алиби на јавниот обвинител. Уште многу непознаници останаа да лебдат, што всушност покажале податоците од екстракцијата на телефоните на осомничените. Еден од проверените и тој на директорот на ТЕЦ Небојша Стојановиќ, каде се криеше комуникацијата со сега обвинетата поранешна претседателка на Државната комисија за спречување корупција Татјана Димитровска. Дали нема ниту една реченица дека се договарани испораки на мазут кога берзанската цена ќе биде поголема, што КОД го утврди на лице место. Зошто никој не ги дал податоците колку сулфур или други материи има во мазутот кој го испорача РКМ? Што точно има во податоците од царината и дали е направено вештачење, дали 60 цистерни дневно на вистина ја поминале грчко-македонската граница? А во меѓувреме, додека ги чекаме овие одговори, Капушевски, Јаховски, Суковски се ослободени од вина. Своевремено на социјалните мрежи кружеше една изјава дека бизнисмен преселен во Солун раскажувал како увезувал штетен енергенс во Македонија, а тој е раат и не го дише оти се преселил во Грција. Ова беше само пост од непознат автор и секоја случајно со мазутот од РКМ е случајна и недокажана. Но до денеска не е испитано и докажано што се содржал мазутот кој го увезуваше РКМ и дали е два пати поголема количината на сулфур од нормалната. Теглите со примероци се испитани, но резултатите не се прочитани, тврди обвинителката. Миомир Серафиновиќ во потрага по повеќе одговори на оваа тема. Единственото парче од огромната истрага за мазут која во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција остана живо, е она за загадувањето и влијанието врз животната средина. Дали квалитетот на мазутот кој горел за да се направи струја во ТЕЦ Неготино одговарал на перформансите потребни за да не се влијае врз човековото здравје? Обвинителството на брифингот посочи дека лабораториските хемиски анализи биле готови и се доставени од Србија. Сега се бараат експерти за да ги прочитаат, соопшти ОЈОГОК. По добиеното вештачење од Република Србија, обвинителството побара номинација на експерти од областа на заштита на животната средина од повеќе високообразовни институции со цел да го протолкуваат вештачењето во насока дали составот на мазутот за кој се добиени вештачења има влијание
врз животната средина. Дел од институциите веќе известија дека не располагаат со стручен кадар кој може да даде толкување на наодите од вештачењето, а постапката за обезбедување со одветна експертиза и натаму продолжува. Доколку не се најде експерт во државава, ќе биде побаран од странство. Мострите од мазутот кои биле анализирани се најдени во хангар во кругот на ТЕЦ Неготино. Ги имало во стотици тегли во неугледен простор и биле откриени лани кога е отворена истрагата. Обвинителството барало асистенција од МВР да ги преземе и смести сите тие тегли. Но МВР одговорило дека нема соодветен простор за чување. Потоа е најден простор за делоднив и се преземени. За анализа се избрани 10 мостри. Секоја мостра мазут била земана во 4 тегли за различни потреби. Вкупно 40 тегли се однесени на хемиска анализа во Србија. Според резултатите немало вишок сулфур над законски дозволениот максимум, изјави на брифингот обвинителката Катерина Коларевиќ. Но за другото ќе се чекаат експертски ставови. Код во своите претходни истражувања објави повеќе фотографии со знанија за можно загадување од мазутот горен во ТЕЦ Неготино. Но големите сомнежи за огромно загадување предизвикани од горење неквалитетен и опасен мазут се уште не се расветлени до крај. Код дојде до 3 фотографии од внатрешноста на ТЕЦ Неготино. Биле направени во време кога централата произведуваше струја од мазутот купен од РКМ. Фотографиите покажуваат пламен од место на инсталацијата, каде не смее да има оган. Тоа е повисок дел од инсталацијата, односно дел низ кој треба да поминува чад и остатоци од изгореното. Температурата на цевката е висока, но не треба да гори по користење на мазут. Сепак гори, затоа што остатоците всушност не се остатоци од регуларен мазут, туку нешто друго, што е лесно запаливо и потенцијално опасно за здравјето. И не било проверено. Инсталацијата била доведена на раб на дефект. И претходни извори на код енергетскиот сектор ни посочија дека имало и други, да ги наречеме еколошки инциденти. Во еден момент на почетокот на користењето на мазутот за струја се заглавиле прскалките за мазут и кога биле отворени, внатре имало ситни цецкани парчиња отпад кои во инсталацијата влегле како мазут. Никој од присутните не успел да направи фотографии. Од обвинителството вела дека се истражуваат сите аспекти на можни кривични дела, меѓу кои и еколошките. Истрагата според информациите на код неколку дена по апсењата била на лице место во ТЕЦ Неготино. Полициски инспектори наредиле пломбирање и ги фотографирале сите тегли и садови со мостри земени од камионите кои истоварале мазут. Има десетици палети наредени со стотици садови со разни примероци мазут, кои задолжително се оставаат при прием. Но проверката ќе биде макотрпна и тешка. Ќе треба да се споредуваат со царинските декларации и ЦМР. А како што веќе утврди антикорупцијска и објавуваше код, многу камиони стигале и без такви декларации кои се пополнуваат пред влез во државата, а содржат информации за товарот во цистерните. Дали е мазут, дали отпадно масло, дали е ризичен мелен отпад. Тоа е прашање на кое сите чекаат одговор. Сделките меѓу ЕСМ и РКМ со откриени пропусти се спомнати во 2 извештаи на Државната ревизија. Во ревизорскиот извештај за подготвеноста на енергетскиот систем да се справи со енергетска криза се наведени пропустите ризични по животната средина. При спроведувањето на постапките не се бара сертификат за квалитет на мазутот за да може да се потврдат неговите квалитативни карактеристики, физичките својства и потеклото што може да влијае на квалитетот на мазутот што се испорачува и може неповолно да влијае на животната средина при согорување. Кај една од понудите на економскиот оператор е наведено дека потеклото на мазутот ќе биде од конкретен производител од Република Грција, при што утврдивме дека примениот мазут е со потекло од Република Бугарија, што може да влијае на квалитетот на набавениот мазут, а со тоа и врз загадувањето на воздухот. За ова отстапување не е доставено писмено образложение, како што е предвидено во одредбите од склучениот договор. Во извештајот стои дека на тој начин не е осигурано дека набавениот мазут е со соодветен квалитет и потекло,
што може да има влијание врз загадувањето на животната средина и здравјето на луѓето. Во одговорот до ревизорите, ЕСМ во мај 2023 наведува дека продавачот РКМ не може уште во понудата да каже какви се карактеристиките на мазутот. За ЕСМ не било суштински проблем на набавката, ниту тоа што РКМ како продавач нудел мазут од Грција, а потоа дел од увозот го правел од Бугарија. Бидејќи тоа било дозволено, само требало мазутот да биде согласно правилникот за квалитет на течни горива во државата. Сертификат за квалитетот каде може да се утврдат техничките, квалитативните карактеристики на мазутот и неговите физички својства, може да биде доставен само при реализација на договорот, при испораки, а не при спроведувањето на постапката, доставување на понудите, бидејќи ваквиот документ се изработува само откако ќе биде произведен мазутот, како примерок од одредена шаржа и истиот превземен од страна на економскиот оператор за испорака до купувачот. Така што барањето сертификатот за квалитет да се доставува со поднесување на понудата не би имало логично и практично оправдување. Истрагата во ОЈО-ГОК се уште отворена за загадување од мазутот, но е запрена за начинот на испораките на течното гориво, дали бил навремен и согласно договорот. Обвинителството тврдеше дека не се најдени докази за доцнење на испораки на мазут и за непочитување на договорот меѓу ЕСМ и РКМ. Но во истиот ревизорски извештај, самото ЕСМ потврдува дека имало доцнење на испораки на мазутот во ТЕЦ Неготино. Доцнењето во испораките не е посакувана ситуација во ниту еден договор, па ни во договорите за испорака на мазут. За жал, вакви ситуации имало, има и веројатно ќе има. Секогаш кога има доцнење, ние соодветно реагираме, како впрочем и во овој договор. Но не секое доцнење треба да резултира со раскинување на договор, наплата на гаранција и ставање на црната листа, особено во овие постапки, без примена на Законот за јавни набавки, каде обавувањето на дејноста е поврзано со поседување соодветна лиценца, која ја издава Регулаторната комисија за енергетика. И така ЕСМ сите најдени забелешки на ревизорите за енергетската криза ги отфрлале, но нивните зборови и одговори само се нотирани, додекаш Државниот завод за ревизија сепак повеќе ги ценел документите и ги навел пропустите како пропусти кои треба да се исправат или да се истражат. Обвинителството пак при запирањето на истрагата посочи дека таа е запрена меѓу другото и поради клучните искази на сведоците од ЕСМ, дека нема финансиска штета. Обвинителството ја запри истрагата и затоа што не доби одговор од Грција на прашањата дали РКМ имала договор за соработка со голема грчка нафтена компанија и фирмата во Македонија која е поврзана со истата таа грчка компанија. Капушевски во првиот тендер кој го добил на крајот на 2021 навел дека има договор за соработка и може да обезбеди 1000 тони мазут дневно. МВР сметало дека тоа се лажни податоци. Но обвинителството кога ја запираше истрагата за мазутот, тврдеше дека не ги добиле одговорите од Грција, па останале само документите за тие наводи. А исти такви документи, кои потврдуваат дека РКМ навел, а грчката компанија негирала договор за техничка соработка меѓу двете, многу претходно веќе биле обезбедени и од ревизорите. Истакнуваме дека во фазата на отворање на понудите бил присутен и понудувач кој е посочен како производител на мазутот. Доставил известување до купувачот ЕСМ, во кое тврди дека нема никаква комерцијална соработка со понудувачот РКМ кој доставил понуда, а според негови сознанија истиот нема комерцијална соработка и со другиот наведен производител. Во член 1 од договорот и конечната понуда на продавачот наведен е производителот на мазутот за кој купувачот претходно информиран дека нема комерцијална соработка со понудувачот, односно продавачот. Бидејќи од Грција не стигнал одговорот, обвинителството го затвора случајот и ги отворила сомнежите за давање лажни податоци при јавната набавка, на која како единствен понудувач се јавува и победува РКМ.
Ја прашавме поранешната претседателка на Транспаренси, Слажана Тасева, која како експерт работи во неколку земји надвор од Македонија, што мисли за одлуката на обвинителството за борба против организиран криминал и корупција да ја запре истрагата за мазутот. Но и зошто траа толку долго истрагите во обвинителствата, а некои не ни завршуваат на суд, но и ако дојдат таму, со години тече постапката. Тасева вештачењето во случајот за мазутот го спореди со она кога вештакот напишал дека има мртви овци и треба да му се исплати штета на Иснифарис Джемели во случајот Бачило, а воопшто не ги видел мртвите овци. Но и долготрајноста на една постапка, како онаа за Скопје 2014 година. Да ја чуеме. Госпоѓа Тасева, како реагиравте, дали бевте изненадени од информацијата што ја обзнани обвинителката Коларевич дека нема случај, односно дека нема обвинение во предметот за набавка на мазут за ТЕЦ Неготино? Искрена да бидам, не бев изненадена, затоа што не е прв пат кај нас таквите капитални случаи, како што ги нарекуваме, да останат без завршница. Меѓутоа, ме изненади директноста, како тоа беше соопштено, и одговорот на државниот јавен обвинител, кој што кажа дека едноставно бил информиран по телефон. Значи, тука некако нешто не се одзвестува во тоа како се работи во јавното обвинителство, или барем е различно од она што ние го знаеме, како таа институција функционира и треба да функционира, и во однос на тоа како се постапува во случаите за кои многу пати сме ја подигале, исто така јавната свест и сме зборувале за случаите на висока корупција. Последен пат кога бев во таа канцеларија кај претходниот државен јавен обвинител, исто така за еден крупен капитален предмет кој што остана без завршница, се уште беше во фаза на работа во јавното обвинителство, беше кажано дека за таквите предмети кои се крупни, за висока корупција и од големо општествено значење, се реферира на колегиумот на државниот јавен обвинител. И дури по потреба тој може да назначи некој од неговите заменици да исто така учествува во работата на тој случај. Мене ме изненади одговорот на јавниот обвинител Савески, кој што кажа дека не бил информиран. Мислам дека тоа не е добро. Не може да функционира така едно сериозно јавно обвинителство, кој што е тука да ги штити интересите на државата и на граѓаните, и клучниот човек да не биде информиран за еден таков капитален предмет, кој што предизвика многу големо внимание и згора се представува многу високо профилен предмет по однос на материјалната штета, но таму не стануваше збор само за материјална штета, тука има и многу други елементи. Сепак и во соопштението на обвинителството се вели дека тие немаат обврска да реферираат предпоставените. Меѓутоа, имаме искуство и предмети каде што навистина поголем тим на обвинители разгледувале предмети. Знаете што, тие се независни јавните обвинители, но ние многу пати сме добиле и искажувања и уверувања дека во тој систем на субординација не може да се влијае директно, меѓутоа треба да се реферира и да се добие став во однос на случаите кои што се од високо значење за државата, кои предизвикуваат многу големо внимание и кои што се високо профилни, можеби еден сам јавен обвинител не сака да ја преземе одговорноста, сепак е подобро да се разговара и да се реферира на тие случаи на колегиум. Впрочем, така работат сите институции. И во МВР, и во антикорупцијска комисија, во сите институции кај што има такви капитални предмети, добро е да се слушне мислењето на професијата. Од она што можевме да го чуеме од обвинителката и го ставила во образложението, се потпира на изјавите од сведоците од ЕСМ, па и дека главното е било дека не пријавиле штета, а од друга страна исто така се потпира и на вештачењата што ги направиле вештаците, што таа ги консултирала. Сепак, според мене ми е многу работи кои што можеби не се доистражени или пак таа не сакала да ни ги соопшти. Да, тука имаше исто така некој интересен детал околу бројот на
возила кои што влегувале дневно, јас ја гледав и вашата емисија во однос на ова, кои што доставувале мазут, начинот на кој што се содржани тие податоци во вештачењето и уште повеќе како се објавени тие податоци, затоа што тоа е обврска на јавниот обвинител. Сепак мора да сподели во јавноста што добил како докази, материјални докази, искази, за да го донесе тој заклучок. Тврдењето дека вештаците кажале дека влегувале камионите 60 камиони дневно, тоа е прво временски зафаќа многу време, тие камиони не треба само да влезат, треба и да се испразнат и да излезат. И како тоа можело да се направи, искрена да бидам, тука малку дури ми дојде иронично ме потсети на еден случај од минатото, кога ние имавме вештачење за случајот на овците на Есни Париџима или направено од земјоделскиот факултет на основа на изјава на полицајецот или ветеринарниот лекар кои никогаш не биле на место да видат дали таму имало воопшто загинати овци. Значи, не може да се прави вештачење или барем, ако сакаме да ја убедиме јавноста, треба да излеземе со податоци, а тука се вклучени веќе повеќе институции, почнувајќи од царината кој што треба да го регистрира влезот на тие камиони и сите понатаму други кои што многу лесно може да се документираат и евидентираат. Значи, со ваквиот начин на давање на нецелосни изјави, можеби не сме ние во право, можеби има такви податоци, но ние треба да бидеме уверени дека е тоа така, односно јавноста во оваа држава треба да биде уверена дека обвинителот си ја завршил работата и дека од се што направил дошол до овој заклучок. Јас не бев уверена дека оваа работа е до крај завршена и затоа очекувам дека понатаму нешто ќе продолжи да се работи по овој предмет. Предметот се уште е жив ако оди во вишото обвинителство и веројатно таму треба да се дадат и одредени аргументи. Какво е вашето искуство кога станува збор за патување на еден предмет кој што е одбиен од основното обвинителство или ОЈОГ како што е сега, па бил во вишото обвинителство? Имавме ние искуство со предмет кој што беше во вишото јавно обвинителство откако обвинителството за организиран криминал го утврли. Тоа беше случајот банки, кој што беше поднесен од страна на Министерството за внатрешни работи, па основното обвинителство го утврли, меѓутоа вишото обвинителство го врати назад повторно во работа, но тоа не значи дека случајот ќе стигне до крај. И тој случај не стаса до крај. И во втората постапка обвинителката кажа дека нема перење на пари. Првин ја сменија обвинителката која што го водеше, која се зафати да го води, ја тргна од предметот, ставија друг и потоа предметот застана. Значи, начинот на кој се запираат постапките, ова е еден од онака како да кажам, најнеподготвените или некој кој што дури излегува дека е најарогантен, така бескрупулозно се каже, јас го запирам предметот. Ние имаме и многу пософистицирани начини на кои се запираат постапките по групни предмети или во кои се вклучени високо позиционирани лица, функционери или пак нивни блиски или некакви мрежи. Се почнува од промените на законот, значи измената на кривичниот законник од 23 година, фактички укина многу кривични дела кои се исто така во групата на кривични дела на висока корупција и се она понатаму што следи влијанија во сите инстанции на институциите, па дури и во судовите, кога случаите ќе стигнат таму. Јас неодамна прашав за предметот Скопје 2014, беше 2012 кога го однесовме во јавното обвинителство. Уште се влече. Случајот Феникс се уште е во постапка, со тоа што обвинителот што го водеше беше тргнат и сега е даден предметот на друг јавен обвинител. Ќе очекуваме што ќе се случи. Оваа пракса мора да престане. Ние мора да се вратиме назад и да воспоставиме сериозна јавно обвинителска организација. Очекувавме многу од обвинителот Савески и се надевам дека ќе ги исполни тие очекувања.
На што се должат и долгите истраги и постапки кои се водат. Некогаш можеби заради прибирање тешко на одредени докази, од страна на МВР, некогаш заради одолго влекување во обвинителството, а често пати па дури да стигнат на суд, таму долго траат процесите и на крај завршуваат без пресуда. Видете, пријава некогаш не мора ни да има. Јавниот обвинител може да постапи по допрен глас. Располагаат со истражители, со оделение кој што може да им помогне во истрагите. За случајот Мазут, ако го споредиме со Скопје 2014, на пример, сите информации, податоци ни се дома, внатре, во државава. Од царина до испорачување, сите действија се случени овде, на оваа територија. И тука институциите меѓусебно се поврзани и соработуваат за да разменат информации. И тука на некој начин помалку може да биде оправдана една долга истрага. Не треба да траат долго овие истраги. Зборуваме за интероперабилност, споделување на информации помеѓу институциите. Скопје 2014 слушнавме многу пати дека немаме информации за тоа како оделе трансакциите, треба да добиеме информации од Италија или од, иако Гвардија ди Финанса тогаш понуди помош. Рековте, често работиме на случаи, може би се слекавате за случајот Маđar Телеком, кога јавниот обвинител кажа дека Кипар властите не сакаат да споделат податоци за собствениците на тие фирми кои плаќале за услугите од аналитичките услуги. Ние како организација ги добивме информациите за 24 часа и објавивме дека стои кондоминес за тоа, кој што потоа беше и осуден за таа работа. Значи, не можам да дадам оправдување да кажам да, во право се. Затоа што имаме поинакви примери, сме докажале дека може поинаку, сега тие треба да не убедат нас дека можат подобро и поинаку да застанат на одбраната на интересите на оваа држава. И за крај, јавните набавки се секогаш подлога и добро место за правење на корупција и криминал, а и овој предмет произлезе исто така и државниот ревизор наведе во својот ревизорски извештај дека токму мазутот и јавната набавка поврзана со мазут е нешто што има сомнежи за криминал и корупција и даде насоки што треба да се направат, односно дури е посочено во тој извештај дека не се добиени сите потребни документи од страна на ТЕЦ Неготино, оваа термоцентралата за овој предмет. Како, дали потребно можеби специјализиран тим на обвинители кои ќе следат јавни набавки или како да имаме поефикасен пристап кога станува збор за вакви големи јавни набавки? Да, тука имаме ние извештај од државниот ревизор и од Државната комисија за спречување на корупцијата. Тие исто така први изреагираа кога се отфрли предметот, дека е доставен кај нив со целосна документација кај јавните обвинители. А во однос на тоа дали им треба обука, многу пати, многу често јавните обвинители имаат обуки. И за тоа како да постапуваат по извештаите на државниот ревизор и за тоа како се следат случаи или се постапува по случаи на јавни набавки. Ако нешто дополнително ми е потребно како експертиза, секогаш можат да земат од другите институции, од финансиска полиција, од полиција луѓе, да ги придружат во тимот на истражители кои што ќе помогнат во истрагата. Значи, не мора да значи дека не знаат. Со тоа теза дека не знаеме, немаме капацитет, немаме ресурси, мислам дека веќе расчистивме. Обвинителството е институција која што е најмногу поддржувана од меѓународните поддржувачи или партнери, преку донации, преку проекти, преку обуки и така натаму, а мислам дека веќе имаат и соодветни услови за работа. И благодарам. Благодарам и јас. Ви благодарам што и вечерва бевте со Кот. Имајте убав викенд и прекрасен празничен ден. Се гледаме идната недела во исто време.